Имаме инвеститор од Соединетите Американски држави, кој што веќе има донесена одлука да инвестира во Република Македонија во производствен капацитет за производство на амуниција, кој што треба да почне да произведува во јули идната година. Во првата половина на декември, веројатно за недела дена или 2 недели од сега, ќе започнат градбата на оваа фабрика. Значи нема чекање, веднаш планираат да ја започнат градбата. With our initial investment of nearly $5 million. Со првичната инвестиција од $5 милиони ќе започнеме со подготвување на теренот во следниве неколку години, теренот кој што го гледате заднаш, пошто веднаш ќе започнеме со градење на 5 објекти. Оваа локација во Македонски Брод денеска требаше да изгледа вака и да почне првото производство на оружје со печат Made in Macedonia. Но наместо фабрика која работи со полна пареа, наидовме на ливада на која пасат крави и остаток од она што беше камен темелник и место каде се фрлија првите лопати. Нема ни трага од големата инвестиција која беше најавена пред изборите. Од сето тоа што направија, значи само една дупка ископаа и им ветија на граѓаните за тогаш да гласаат пред изборите за ВМРО ДПМН дека ќе направат фабрика за оружје, која што до 31 мај требаше да биде готова и на 31 мај да почне првото, значи, производство на амуниција. Ама како и претходно ветија повеќе пати на исто место дека ќе требаат и други фабрики, фабрика за гуми, па за пластика и накај за оружје. И од сето тоа само е руина, ливада. Кога што е пасат крави, тука се и овци, такви работи. Американскиот инвеститор Broadstone Defense како идеална локација за фабриката во Македонија ја одбрал општината Македонски Брод, опколена со планини од сите страни и со километри далеко од населено место. Првичната инвестиција требаше да биде 5 милиони евра, а потоа да се надградува и проширува. Земјиштето каде што требаше да се гради е на Република Македонија, а инвеститорот 100.000 метри квадратни го купил на аукција по цена за 1 евро по квадрат. Целосно исплатија сумата за локацијата, платија данок на промет, само треба да се потпише договорот, спрема нивни зборови, доколку све беше во ред, тие беа спремни за 45 дена да ја подигнат фабриката и да отпочне со работа, што за нас ќе значеше многу. Стартот на градежните работи американците со амин на претходната влада ги почнаа без имотен лист. Антикорупцијската комисија се изјаснила дека договорот не смее да биде склучен во време на предизборија и се додека не се формира нова влада. Позитивно мислење за отуѓување неделни државниот правобранител. Но и покрај сите забрани локалната самоуправа предизборно веќе направила список со 200 лица кои требало да бидат вработени во фабриката. Луѓето во градот гледаат тука надеж и имаше многу што поверуваа, иако и тогаш укажувавме и јавно и во таму каде што можевме да укажеме тоа, дека тоа е невозможно нешто да биде остварено, бидејќи на тој простор таму во тој момент немаше ниту инфраструктура за да се направи таков еден објект, а времето за кое што се најавуваше и типот на фабриката за кој што се најавуваше, бидејќи имам работено во таква фабрика, знам дека е невозможно за толку краток период да биде изградена и воопшто пуштена во функција. Ми кажува дека биле и на списоци веќе за да почне за на работа, на кој што им гарантирале. Дори некој се да прави прв по втор на списокот. А некој слушам и во армијава имало на список од армија да дојдеш од евака по оваа руина, нека дојдат се да видат што ќе направи, ако замина од армијата, им поверува на ВМРО ДПМН дека ќе работат во фабрикава инвестирано тие американските инвеститори. Во име на инвеститорот во Македонија по изборите интензивно доаѓа Денис Прат, кој е еден од сопствениците на американската фирма. Интересот е што локацијата одговара. Прво, не треба да има населено место на 5 километри од изградбата на таа фабрика и инвеститорите, како основач на фирмата е генерал Джонс, тој е генерал во НАТО, беше фрапиран од самата локација кога дојде тука и
нивниот проект покрај изградбата на фабриката има предвидено и мала писта за карго авиони да доаѓаат и од тука производите да се носат со авионски превоз. Собственици на американската броа Stone се 7 луѓе, а меѓу нив и офшор компании со незнани газди. Македонската броа Stone Security е регистрирана во мај минатата година. Освен таа, во август лани се регистрирани и фирмите Nova Arms, Seido Ammunition и броа Stone Tactical. Како седиште на американската броа Stone се појавуваат две локации, едната во Вашингтон, а другата на држава позната како даночно прибежиште Сент Китс енд Невис, која се протега на два острова, а чии соседи се британските Девствени острови. Градоначалникот на Брод вели дека бидејќи се долговлекле работите, прекинале контактите со американскиот партнер, но сега, откако се формираше нова влада, до општината стасело позитивно мислење од државниот правобранител дека земјиштето може да се отуѓи. Точно дека се разочарани инвеститорите, меѓутоа не по наша вина, тоа е законска мерка каде што мора да се почитува законот, а нотарот не сакаше да го завери договорот без согласност од правобранителот. Законот е закон. Кажав дека сепак не беше предизборно ветување, туку вистинско ветување беше и дојдоа тука луѓето, вложија повеќе од 8 милиони денари, што сигурно не сакале да ги фрлат доколку не биле заинтересирани. Меѓутоа, точно е дека меѓувреме се разочара, чека 7-8 месеци. Спрема нивните кажувања кажа дека во јули требало да имаат производство, 30 годишен договор со НАТО, производство на пушки, пиштоли и муниција за НАТО, но сепак сум оптимист дека ќе дојдат и ќе ја градат фабриката. Во секој случај, оваа несудена инвестиција му донесе гласови на ВМРО ДПМН од луѓе кои се надеваат дека денеска ќе ги правеа првите куршуми и пиштоли на оваа ливада. Тоа беше една голема лага, надеж која што се им пружи на граѓаните и јас за тоа не ги окривувам, затоа што тие единствено мора да барат луѓето надеж за екзистенција. Значи тоа е нешто единствено што им преостанува тука. Во тој момент единствено шанса гледаат тука и очекуваат да се приклонат, затоа што им беше кажувано дека доколку дојде СДСМ на власт, дека таа фабрика нема да профункционира, што се воспостави дека воопшто не е точно. Дека сето тоа беше една нивна голема манипулација, затоа што во тој момент, така како што стоја работите, тие нема поддршката во градот со она што дотогаш го сработија и што го пружија на граѓаните во изминатите години. Нова ТВ дојде до информација дека собствениците на фирмата в сабота ќе одржат состанок за да се договорат за идните чекори во однос на инвестицијата во Македонија. Од нивната одлука зависи дали навистина ќе никне фабрика за оружје среде македонски брод или пак американците ќе ја тужат Македонија на меѓународен суд. Но кои се навистина американските инвеститори? Екс-премиерот Груевски, министерот за одбрана Јолевски, кој лично се среќаваа со Денис Прат, директорот на Броа Stone Defense, тврдеа дека Прат и неговата фирма се големи производители на оружје во САД, но фирмата Броа Stone Defense е формирана во САД наменски за да инвестира во Македонија. Единствениот контакт со оружје на Прат во САД е преку неговата продавница за оружје. Минатата пролет го следели скандали во врска со продавницата во Арлингтон, населба во Вирџинија, која е оддалечена едва 10 минути од срцето на Вашингтон. Како еден обичен дилер на оружје, е представан како сериозен производител кој што ќе ги наоружува НАТО и САД, останува да објасни Јолевски, човекот кој помина долго време во Вашингтон и кој како министер за одбрана би требало да ја знае разликата меѓу продавница и фабрика.